Молитва за спасение на деца. Здраво, пријатели. Ќе истражуваме една посебна молитва која ни помага да се поврземе со Исус. Сите сме грешници, што е признание на молитвата. Тоа е нормално. Потоа веруваме дека Исус умре за нас на крстот, за да можеме да бидеме спасени. Сега го молиме Исус да ги прости нашите гревови. Моментот е многу посебен. Ги отвораме срцата за Исус, дозволувајќи му да влезе и да ги исполни нашите животи. Со радост го примаме Исус како наш Господ и Спасител. Тоа е голема одлука. Му благодариме на Исус за тоа што ги прости сите наши гревови и за вечниот живот. Да се заблагодариме. Тоа е време на радост и надеж. Молитвата за спасение не обединува како пријатели на Исус. Како убаво. Секогаш запомнете, драги пријатели, можеме да разговараме со Исус кога сакаме, тој им слуша. Молитвата е клуч за создавање на посебно пријателство со Него. Со непоколеблива вера и доверба, секогаш можеме да разговараме со Исус. Молитвата ја споделуваме со пријателите и разговараме за Исус. Можеме да научиме повеќе за Него преку библиски приказни и легенди. Никогаш не е прерано да ја искусиме љубовта и добрината на Исус. Сите можеме да учествуваме во приказната за спасение. Кога го прифаќаме Исус, стануваме дел од семејство. Тој научи да бидеме добри и да се грижиме за другите, како што тој се грижи за нас. Молитвата за спасение е навистина убав подарок, исполнет со надеж, љубов и светлина. Не заборавајте да се молите и отворите срце за Исус секој ден. Молитвата за спасение означува почеток на прекрасно патување со Исус. Можеме да покажеме љубов кон Него преку различни начини, како уметност. Пеенето и споделувањето добри вести за Исус ни носи радост. Споделуваме учење и растење во љубовта на Исус како пријатели. Верската заедница е место каде што можеме да се поддржуваме. Запомнете, Исус секогаш е тука со нас, води. Никогаш не сме сами. Животот со Исус е возбудливо патување полно со радост и забава. Секогаш можеме да разговараме со Него во секое време и на секое место. Затоа, кога ќе завршите, не заборавајте дека Исус секогаш ве сака и се грижи за вас. Ви благодарам за присуството денес. Се гледаме наскоро. Довидување. Молитвата за спасение. Господе Исусе, признавам дека сум грешен. Верувам дека умре за мене на крстот за да можам да бидам спасен. Во овој момент те молам да ми ги простиш сите мои гревови. Срцето ми е отворено за Тебе. Господи Исусе, влезе во срцето ми. Те примам како мој Господ и Спасител. Те благодарам Исусе, зашто ми ги прости сите мои гревови и ми даде вечен живот во името на Исус. Амин. Исусови учења и параболи од Библијата. Дојдете и внимателно слушнете ги мудрите зборови на Исус на Spoken Words of Jesus. Come.